Со премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од свето Евангелие според Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ, ако ми ги простите на луѓето грешките нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако ли не им ги простите грешките на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Кога постите, не бидете жалосни како лицемерите, што тие си ги прават лицата мрачни, за да се покажат пред луѓето дека постат. Навистина ви велам, оти тие си ја добиваат својата награда. А ти кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатства на небото, каде што ниту молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Господ. Кои подготовки човекот треба да ги направи пред да започне со постот? Во беседата која што Христос ја изрече во Евангелието, гледаме 3 стадиума во однос на подготовките. Меѓутоа, треба јасно да не биде дека за секој подвиг во верата треба да најдеме искреност во срцето. Искрена желба на Божјата љубов да одговориме со нашата љубов. А љубовта Божја се чувствува, односно стануваме подготвени да одговориме на неја доколку имаме доверба во Него, во Небесниот Отец. Не можете да имате љубов кон некој кон кого што немате доверба. И тогаш се она што е благословено од Него ќе биде прифатено со радост. И тогаш постот не станува само еден вид рецепт и цел сам по себе. Тогаш постот го сваќаме како средство кое што ќе не соедини со изворот на животот. Че тоа треба да ни биде целта. Постот, духовните и телесните сили да ни ги подготви за светост, за да можеме светиот Господ да го примеме во себе си. Затоа Христос акцент стави на простувањето, како еден дел од подготовката за постоење. Зашто и неговиот домостри, неговата мисија се состоеше токму во тоа на човекот да му бидат простени сите гревови преку неговата жртва на крстот. Зашто он дојде да го измери човекот со Бога. И тогаш по негов пример или по негова имитација ние така треба да постапуваме. Сите работи да ги решаваме преку простувањето. Зашто ако Отецот простува, тогаш треба и неговите деца, гледајќи од него, да простуваат. Инаку нема да се негови деца. Нема да бидат, односно, пред светот показ дека се негови деца. Не може да бидат препознаени. Зашто не смееме да се декларираме како христијани само поради надворешните некакви обележја. Мора тоа суштински да се чувствува во луѓето околу нас. А тоа се состои пред се во љубовта, а љубовта секогаш не потикнува на постојано смалување пред другите и постојано чувство на простување. Па, од друга страна, и како се вели во молитвата Оче наш, и прости ги нашите гревови, како и ние што им ги простуваме на нашите должници. Со ова треба да станеме свесни за едно нешто. Со тоа што сме крстени, не добиваме ексклузивно право за спасение и ексклузивно право да судиме некој друг. Без разлика што сме крстени. Доколку не простуваме, правдата Божја е таква. Не може ние да вршиме терор врз некого, а од друга страна да бидеме помилувани само заради тоа што сме крстени. И затоа празникот на простувањето или прочка е ставен токму на ден пред да започне постот. Оти ако не се измириме со другите, постот ќе нема смисла.
ќе стане еден вид надпревар или некоја лична сатисфакција. Вториот дел од подготовката или обширното објаснување кое што Христос го дава во беседата, зборува за нашиот однос кон постот. Каков тој треба да биде. Тогаш треба да се запрашаме што представува постот за нас. Дали е само некоја мака поради тоа што ние сме христијани, па сега имаме обврска да постиме, или пак поради тоа ќе добиеме почит некаков пред луѓето со тоа што ќе се покажеме дека ние сме поправедни од другите. Или постот ќе го прифатиме како еден вид диета некоја која што ќе ни помогне да ослабнеме, а сепак од друга страна малку и на Бога ќе му угодиме. Значи сето тоа е погрешно. За да го разбереме правилниот однос кон постот, треба да го погледнеме животот на први на пророците, потоа на самиот Христос Господ, на апостолите и на светите оци. Ќе видиме дека пред секој важен момент тие постеле. Не зашто било пропишано така. Мојсе пред да ги добие заповедите, 40 дена постел. Христос пред да започне со својата мисија за спасение на светот, постел. Апостол Павле во една прилика кажува дека постојано се во пост, во молитва, во прогонство и така натаму и така натаму. Значи, постот не го земале како правило и како обврска, туку природно им било дека кога ќе сакаат да достигнат една светост, една духовна димензија или висина, тие едноставно престанувале да јадат, заборавале на храна. И тогаш тие постеле. Меѓутоа со текот на годините, црквата е 2000 години стара, се појавувале и разни еретички учења во однос на постот и затоа црква поставила еден норматив според кој што верниците ќе треба да се придржуваат. Значи ниту да се претерува, ниту па воопшто да не се пости. Оној кој што сака постот да го држи за да може кон Бога да се приближи, има начин, има типи како држи тој пост. Иако постот ни се состои во воздржување од телесна храна, сепак тој завршува со ефект врз душата. Зашто многу е важно ние како се држиме со телото. Например, кога стоиме на молитва, дали сме седнати како во кафана или пак бодро стоиме. Колку и мислите да не ни се тука, сепак кога телото ќе стои исправено, тогаш и душата ќе се дисциплинира. Во таа смисла и кога телото ќе го воздржуваме од телесна храна, и душата полека и мислите ќе се воздржуваат од лоши, од неопходни мисли, од гнев, од омраза и така натаму и така натаму. И што вели Христос за формата на постот? Вели да не бидеме тажни кога постиме, туку да ја помажеме главата своја, во смисла со добри дела да бидеме исполнети за време на постот и да си го измиеме лицето, тоест образот од грешни помисли, од грешни дела што сме ги направиле. Затоа пред да започнеме со постот или за време на постот, најдобро е да се исповедаме за своите согрешенија. На тој начин се измируваме и со Бога, во исто време и со себе си, а на празникот Прочка се измеруваме и со другите. И на тој начин правиме едни добри темели, пак ќе кажам, не за постот, туку за целта, а тоа е соединување со Бога. Пратејќи ги овие подготовки, ние доаѓаме до третиот дел, кој што се однесува до срцето на човекот. Имено Христос зборува за односот наш кон материјата, односно кон се што е создадено. И тој кажува дека тоа не смее да ни биде поважно од спасението на душата. И затоа човекот, воздржувајќи се од телесна храна, од помисли, од грев, исповедајќи се за своите согрешени, измирувајќи се со блиските, тој добива една втора шанса или еден обновен живот, една разбудена свест, која што подоцна ќе внимава што ќе прави понатаму. Затоа што умот е портата до срцето.
И ако тој биде разбуден, и ако тој внимава што ќе мисли, што ќе прави, што ќе зборува, ќе го сочува и срцето чисто. А нам тоа ни е главната цел во нашиот живот. Да го сочуваме чисто срцето, за да може и благодата во него да се сели. Затоа што Христос кажа, царството небесно е внатре во вас. Не срцето како телесен орган, туку како центар на нашето битие. И затоа очистувајќи го срцето од гревот, од телесните желби, од обременувањето со материјалното, ќе можеме и предвкусот на Царството Небесно уште тука да го почувствуваме, а за време на Великденскиот пост и да се подготвиме радоста од Воскресението и радоста од празникот на празниците целосно да ја почувствуваме. Дека навистина животот ја уништи смртта, а за нас животот е Христос и секако каква е смисла на литургијата и на празниците ако додека трајат тие не се причестиме со Христа кој ни се дава единствено на таа литургија кој што е односно кој што е тип од архетипот кој што се одвива на небото. Значи литургијата и причестувањето со Христа трае на небото, литургијата трае и овдека на земјата за време на празниците. И тогаш причестувајќи се со Христа добиваме на друга смисла на животот, празниците стануваат радост и тоа радост не материјална, туку духовна. Во кратки црти тие би требале подготовки ние да ги запазиме, меѓутоа сепак ќе кажам, да започнеме од добра наша волја за да му се угоди на Бога. Се друго понатаму Бог ќе не учи преку благодат. Амин.